Почитувани гледачи, почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добродојдовте. Најнапред да ја проследиме генералната најава. Од 1 јули стартува поврат на ДДВ за граѓаните. Почна реконструкцијата на стационарот Вардариште. Проект на Дрисла за запознавање на граѓаните со патот на отпадот до депонија. Актуелни настани, културни случувања и сервисни информации од градот. Од 1 јули ќе стартува повратот на данок на додадена вредност за граѓаните преку новата услуга Мој ДДВ. Повратот на ДДВ ќе се прави преку скенирање на баркодовите на фискалните сметки најдоцна во рок од 10 дена од издавањето на сметката. Оваа услуга на граѓаните ќе им ги врати најмногу 50 милиони евра годишно, а лимитот за едно лице ќе изнесува 1800 денари квартално. Од 1 јули годинава граѓаните ќе бидат инспектори кои ќе помагаат на управата за јавни приходи во борбата против даночната евазија, преку мотивацијата да ги бараат фискалните сметки за производите што ги купиле, а што ќе им бидат неопходни за да им се врати 15% од данокот на додадена вредност преку новата услуга Мој ДДВ. За тоа ќе треба да имаат најмалку 15 години, важечка лична карта или пасош и да бидат регистрирани или да се регистрираат во електронскиот систем на УЈП, да имаат своја активна трансакциска сметка и да ја симнат апликацијата Мој ДДВ на нивниот мобилен телефон од веб страницата на УЈП. Повратот на ДДВ ќе се прави преку скенирање на баркодовите на фискалните сметки најдоцна во рок од 10 дена од издавањето на сметката. Ќе важи само за граѓаните и за фискални сметки до 30.000 денари, но не и за фактури и сметки од потврди. Нема да важи за сторнирани фискални сметки и ќе препознава дали сметката е исправна или не, односно фиктивна компјутерска. Наранливите категории и постарите лица кои не се во можност да го направат тоа, ќе им помогнат мобилните екипи и мобилните даночни шалтери на УЈП и 80 волонтери. Ќе има на располагање и баркод читачи, мобилни телефони во сите организацијски единици на УЈП преку кој ќе се врши читањето и киоск апарати. А на еден мобилен телефон ќе биде остварена можност да има повеќе профили. За парите кои ќе се добијат како поврат на ДДВ, граѓаните нема да плаќаат персонален данок. Првата исплата ќе биде во декември 2019 година, директно на сметките на граѓаните, а потоа на секои 3 месеци, односно во февруари, мај, август и ноември. Од оваа услуга на граѓаните ќе им бидат вратени најмногу 50 милиони евра годишно, а лимитот за едно лице ќе изнесува 1800 денари квартално или најмногу 28.800 денари годишно за едно 4-члено семејство. Министерот за финансии Драган Тевдовски посочи дека данокот е она што граѓаните го вложуваат во државата и тој се враќа преку јавното образование, здравството, инфраструктурата, градинките, парковите, центрите за социјална заштита. Сега за прв пат од вашиот платен ДДВ 15% ќе ви биде вратен на сметката како заштеда. Мерката има две главни цели. Прво, поврат на 15% од платениот ДДВ кон граѓаните, како што е ветено, и втората цел е намалување на сивата економија. Граѓаните ќе бидат инспектори и ќе ни помогнат за намалување на неформалната економија со барање на фискалните сметки. А за прв пат на 15% од платениот ДДВ ќе биде вратен на сметки на граѓаните. Ние го завршивме законскиот дел и направивме механизми со кои што ќе се врши повратот. Повратот на овој начин се врши само за граѓаните, а не и за предпријатијата. Важи само за ДДВ содржани во фискални сметки, не и за ДДВ од фактури и сметки со сметкопотврда. Може да се користи само за фискални сметки до износ од 30.000 денари. И нема да важи, се разбира, за сторнирани фискални сметки. Директорката на УЈП Сања Лукаревска рече дека управата е целосно подготвена за стартот на новата мерка и додаде дека во изминатиот период тим од УЈП заедно со Министерството за финансии интензивно и посветено работеше на креирање модерен, брз, ефикасен и едноставен начин преку кој граѓаните ќе можат да го искористат своето право за поврат на ДДВ. Динамичниот начин на живење наложува ефикасно користење на времето,
Па од тука верувам дека целосната дигитализација кон што се стреми УЈП ќе им помогне на граѓаните да ги остварат своите права поврзани со надлежностите на УЈП од областа на даноците на брз и едноставен начин. Од 1 јули фискалните сметки веќе нема да представуваат парче хартија кое што ќе ги подсетува граѓаните само на парите кои што ги потрошиле, туку и на парите кои што ќе им се вратат. По стартот на проектот поврат на 15% ДДВ кај граѓаните, на секој граѓанин ќе му биде навистина важно дали фискалната сметка во нивните раце е валидна или пак за производот кој што го купиле, некој им издал незаконска фискална сметка и со тоа им гоускратил правото да остварат враќање на ДДВ. Апликацијата дозволува скенирање само на валидни фискални сметки, додека незаконските компјутерски сметки не ги препознава. Почнаа градежните работи за реконструкција на стационарот Вардариште. Како што соопштија од градот Скопје, металните боксови и елементи ќе бидат комплетно заменети со нови посовремени стандарди за благосостојба на бездомните животни, кои ќе бидат дел од новата програма. Во стационарот Вардариште денеска почнаа градежните активности на двата објекта. Се демонтираат постојните метални боксови и елементи. Истите ќе бидат комплетно заменети со нови посовремени стандарди во служба на основните потреби и благосостојба на бездомните животни кои ќе бидат дел од новата програма. Со денешните активности ќе се ослободи простор за слободен, непречен влез и функционирање на градежната механизација согласно проектната документација за реконструкција, санација и адаптација, информираат од град Скопје. Досега со стационарот Вардариште стопанисуваше јавното предпријатие комунална хигиена, а од сега за заловените улични животни ќе се грижи новоформираното предпријатие Лајка, кое, како што велат од град Скопје, има целосно нов концепт и пристап кон решавање на проблемот со уличните животни и нивниот третман и благосостојба. Денеска 150 деца и возрастни ја посетија депонијата Дрисла, каде се запознаа со тоа што се случува со отпадот што доаѓа на депонијата. Посетата се реализира со цел да се подигне свеста кај најмладите, а преку нив и кај возрастните, за разликите меѓу дивите депонии како главен загадувач на животната средина. Во организација на Сдруженијето за заштита на животната средина Нов импулс, Скопје, денеска 150 деца и возрастни ја посетија депонијата Дрисла, каде имаа можност лично да видат што се случува со отпадот што доаѓа на депонијата. Посетата се реализира во соработка со Дрисла и е во рамки на проектот Дојдете да се запознаеме, поздрав мистер Дриско. Целта на проектот, како што информираат организаторите, е да ја издигне свеста кај најмладите, а преку нив и кај возрастните, за разликите меѓу дивите депонии како главен загадувач на животната средина, во споредба со централизирана високопрофесионална депонија. Од страна на стручни лица е презентиран патот на отпадот од дома до неговото професионално третирање во главната депонија во Скопје. Во продолжение на вестите, колешката Марија ќе ве информира за актуелните настани, културните случувања и сервисните информации во Скопје. Повторно сме тука за вас, накусо да ве информираме за повеќе градски случувања. Ќе започнеме со сообраќајните прекршоци и полициските акцијски контроли. Полицијата во Скопје санкционира 58 возачи кои пречекориле дозволената брзина и изрекоа исто толку мандатни платни налози. Во акцијската контрола спроведена вчера откриени се 74 останати прекршоци за кои се издадени 18 мандатни платни налози и 56 прекршочни платни налози. Оделението за безбедност на патниот сообраќај при секторот за внатрешни работи Скопје спроведе акцијска контрола за откривање прекршоци што ги прават возачи на моторцикли на територија на Скопје, при што откриени се 27 возачи кои сториле прекршоци. Откриени се и 58 останати прекршоци за кои се издадени 31 мандатен платен налог и 27 прекршочни платни налози, соопштуваат од МВР. Во насока на подобрување на патната инфраструктура, екипите на град Скопје деновиве ја реконструираа улицата Антон Димитров во Драчево, која е обновена во должина од 1200 метри.
а беа уредени и тротоари со бекатон плочки на површина од околу 6500 метри квадратни. На улицата е обележена хоризонтална сообраќајна сигнализација. Улицата Антон Димитров, поранешна улица Жарко Зринјанин, е прометна сообраќајница која секојдневно ја користат жителите на Драчево и околните населби во општина Киселавода. За обновата на оваа делница градот Скопје одвои околу 19,4 милиони денари. Јавното предпријатие Комунална хигиена пак ги чистеше депониите околу реонот на македонската радиотелевизија, пасошкото оделение на МВР, потегот кон МКЦ и МАНУ и кеот Димитар Влахов. Од предпријатието информираат дека 20 работници од третата смена во целост ги отстранија дивите депонии, што континуирано се создаваат во овој дел од градот, а извршено и машинско миење со автоцистерна. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје апелира до граѓаните и институциите совесно и одговорно да постапуваат со својот отпад, затоа што без нивната поддршка не може да се сочува хигиената и чистотата на градот. Секој изфрлање отпад на јавни површини представува кршење на законот за јавна чистота и директно ја загадува животната околина. По реакциите преку социјалните мрежи за договорот кој го склучила Општина Аеродром со PR агенција за информирање и подобрување на имиџот, денеска Општина Аеродром преку соопштение извести дека ќе го преиспита договорот со приватната маркетинг агенција со која градоначалникот Златко Марин склучил договор вреден 73.000 евра за да ги информира жителите на аеродром што ќе сработи за нив. Во соопштението стои дека Општина Аеродром ја известува јавноста дека врз основа на јавниот интерес, како и принципите според кои се води за одговорно и транспарентно работење, кое подразбира рационалност и економичност, сукцесивниот договор со приватната маркетинг агенција ќе биде преиспитан. Иницијалната потреба за зајакнување на капацитетите за информирање и едукација на граѓаните ќе биде преиспитана исклучиво врз точно одредување на јавниот интерес и критериумите за одговорни јавни комуникации. Граѓаните ќе бидат известени за одлуката и за тамошното постапување, информираат од Општина Аеродром. Што се однесува до временската прогноза, пораст на дневните температури кои викендов ќе достигнат до 37 степени и сончево и топло време, најавува управата за хидрометеоролошки работи. В петок и за време на викендот ќе преовладува сончево и топло време со услови за изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Утре во попладневните часови ќе се задржи нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има појава на невреме со пообилен дожд, силен ветер и појава на град. Утринските температури ќе се движат од 12 до 20 степени, а дневните од 27 до 34 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Најтопло ќе биде за викендот, со утрински температури од 12 до 21 степен, а дневните од 28 до 37 степени. Од недела попладне и во следните денови повторно на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, а дневната температура ќе опадне за неколку степени. И уште една најава. Корисниците од улицата Ордан Чопела, Аврам Писевски, Менделеева и дел од улицата 1664 во општина Чаир, утре од 8:30 до 15 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 8:30 до 10 часот без струја ќе бидат и корисниците со парни броеви од улицата Зеленгора во населбата Пржино, а од 9:30 до 13:30 часот корисниците од улицата Иван Козаров со броевите 43 и 45 во општина Киселавода. Во период од 9 до 14 часот без напојување со електрична енергија ќе бидат и корисниците од село Чајлане, а од 9 до 15 часот корисниците од село Волково, и тоа од подулиците 20, 22 и 84 во населбата Црквиште. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа. Жителите на Киселавода на протест за дислокација на центарот за зависници. Важни совети за патување во лето. Во земјава се создаваат 12.000 тони отпад, храна која може да нахрани 26.000 сограѓани.
Пред Центарот за зависници во Кисела Вода трет ден се одржува протест од страна на жителите кои го изразија револтот кон министерот за здравство кој вети дислоцирање на Центарот. Имено тие на влезот ги спречуваат зависниците да ја земаат терапијата во Центарот. Жителите на Кисела Вода трет ден поред одржуваат протест пред Центарот за зависници, со што го изразуваат револтот кон министерот за здравство кој вети дислоцирање на Центарот. Имено тие на влезот ги спречуваат зависниците да ја земат терапијата во Центарот. На протестот присуствуваа и градоначалникот на општина Кисела Вода Филип Темелковски, председателот на Советот, членовите на Советот и невладините организации ХОПС, Доверба и Шприц Патрола, а сите заедно испратија порака дека и жителите и корисниците на овој центар заслужуваат достојно внимание за решавање на ова долго време отворено прашање и преземање радикални чекори во интерес на постигнување трајно решение. Градоначалникот Темелковски посочи дека сите инволвирани страни имаат одговорност пред своите сограѓани и затоа треба да се најде заедничко решение. Темелковски наведе дека е свесен дека овој проблем сето ова време ја загрозува безбедноста и квалитетот на нивниот секојдневен урбан живот, изразувајќи подготвеност да даде максимално учество за конечно изнаоѓање на трајно решение кое и на самите корисници на центарот ќе им овозможат квалитетен прием и подобра нега. Жителка на Кисела Вода, присутна на протестот, чија што внука пред неколку денови се боцнала на искористена игла, апелираше колку што е можно во побрз рок центарот да биде дислоциран. Еден од лицата кои протестираа нагласи дека населението во повеќе наврати се соочило со грабежи, како и дека биле напаѓани жени и деца. Летото и годишните одмори само што не почнале, а сончевото и топло време се повеќе ги предизвикуваат граѓаните да организираат некое патување. Но со цел безбедно и сигурно да стасате до посакуваната дестинација, потребно е да се запознаете со одредени правила за патување во лето. Сончевото и топло време ги предизвикуваат граѓаните да организираат и да отидат на некое патување, но со цел безбедно и сигурно да стигнете на посакуваната дестинација, потребно е да бидете запознаени со одредени правила за патување во лето. Експертите препорачуваат пред да се тргне на пат, секој возач треба да има утврден план по која маршрута ќе вози, каде и кога се создава сообраќаен метеж, каде и кога има прички на патот, каде и кога има застој во сообраќајот, каде ќе одмори и така натаму. Планот треба да биде реален, со почести паузи и да биде добро осмислен, за да може возачот соодветно да се одмори и да патува спокојно и без да се нервира. Исто така, пред да започнете со патувањето, потребно е да се програмира GPS системот и да се проверат и анализираат мапите. Летните одмори се карактеризираат како патување на подалечни дестинации, а со цел безбедно и удобно да патувате, неопходно е да направите превентивен преглед на техничката исправност на возилото. При возење задолжително е да ги почитувате и сообраќајните прописи. Ризики закана за безбедноста на сообраќајот и закана за животот и здравието на сите учесници во сообраќајот се брзото возење, возењето под дејство на алкохол и непочитување на сообраќајната сигнализација. Исто така при возењето една од најчестите грешки на возачите во лето е предолгото возење. Истражувањата покажуваат дека возачот најдобро е да се одмора на секој 200 до 300 километри поминати, односно на секој 3 до 4 часа возење. Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со препорака до возачите. Практикувајте го овој систем и одмарајте се дури и тогаш кога мислите дека не ви е потребен одмор. За време на одморот останете смирени и запомнете дека одморот е време да се опуштите, а не да мислите на автомобилот и на патувањето. Многу е важно додека возите да не го употребувате мобилниот телефон, бидејќи статистиката покажува дека најголемиот дел од сообраќајните несреќи се предизвикани додека се зборува на мобилен. Исто така, експертите препорачуваат при патувањето секогаш да бидете подготвени за итни случаи и да не тргнувате на пат без да го проверите сетот за прва помош, резервната гума и помошниот алат. Несакани ситуации се случуваат тогаш кога најмалку очекувате и бидете секогаш подготвени.
Во нашата држава се создаваат 12.000 тони отпад храна која може да нахрани 26.000 сограѓани. Со намалување на количеството отпад храна и дистрибуција на вишок од храна до луѓето на кои навистина им е потребна, може дополнително да се намали проблемот со сиромаштијата во државава. Според податоците на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, во нашата земја 30% од храната завршува како отпад. И тоа навистина е голема штета, затоа што намалувањето на количество отпад од храна и дистрибуција на вишок храна на луѓето на кои навистина им е потребна, нашата држава дополнително може да го намали проблемот со сиромаштија, но и да ги поттикне веќе воспоставените позитивни промени во општеството. Во Македонија има 12 тони отпад храна и со тоа може да се нахрана 26.000 наши сограѓани. Сите Сити е мрежа од 31 граѓанска организација која функционира во 10 градови во земјава. Како што информира председателот на организацијата Блаже Осифовски, главна дистрибуција на храна се врши во Скопје, но и дека се организираат 3-месечни акции во 9 градови за храна да се дистрибуира и таму. Појасни дека организацијата помага на 7.000 граѓани кои некој на дневна, неделна или месечна услуга добиваат од храната. За жал 460.000 граѓани во државава ги немаат сите оброци, а има 10.000 тони безбедна храна која се фрла. Метеоролозите најавуваат дека до четврток времето во предпладневните часови ќе биде сончево и топло, а попладне со зголемување на облачноста, нестабилно со честа појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има појава на невреме со пообилни врнежи, силен ветер и појава на град. В петок и за време на викендот ќе преовладува сончево и топло, а од понеделник се очекува да биде посвежо и врнежливо. Денеска имавме температура до 28 степени, а утре температурата ќе се искачи до 29 степен. В петок температурата ќе се движи од 16 до 32 степена, сабота од 17 до 33 и недела од 18 до 34 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте. Повеќе информации можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.